При последната посета бевте дел од црковната делегација на Москва и имавте средба со митрополитот Кирил Калининградски, кој што е задолжен за надворешната политика од страна на рускиот патриарх Алексеј II. Го отворивте и прашањето на кој начин Македонската црква треба да го продолжи диалогот со српската. Остануваме ние на своите ставови дека може тоа навистина само по пат на диалог да се разреши тоа прашање, но последните чекори што беа направени говорат дека таква желба нема. Последната порака од Атинската архиепископија која што пристигна е дека македонската држава не треба да биде примена под државното име, него под референцијата БРМ. Со тоа се врши директен атак и врз признавањето и статусот на Македонската православна црква, која ќе биде стратегијата и на кој начин треба да се одговори на ваквите провокации. Сега се симнуваат маските на оние кои сакаат да и наштедат пред се на македонската држава, а истовремено и Македонската православна црква со уставното име на државата и на Македонската црква. Формирањето и поддршката на така наречената ПОА е токму со таа цел. Тоа е и последната порака која е упатена за промена на името, односно да остане по можност ФИРОМ за Македонија, а промената на името на црквата да биде Охридска архиепископија. 10 годишните долги спорови во австралиската епархија имате најголем проблем со 4 црковни компании кои што се одвоени од Македонската православна црква, од австралиската епархија. Постојат 20 со кои што вие без проблем раководите. Но дали може да очекуваме еве и кога изминаа веќе 11 години да се реши спорот? Нашата жалба се уважи, да не им се дозволува да трошат црковни средства за судскиот спор, кои средства всушност се нивни долгови кон нивните адвокати за повеќе од 1.200.000 можеби до 1.5 милиони следува тоа. Сметам дека со самото тоа веќе се гледа дека исцрпен тој случај и дека најверојатно дури и да се закаже судски спор, тој ќе биде многу брзо решение ќе биде на тој судски спор. Може ли во најскоро време да се очекува во Австралија да биде поставен постојан митрополит или некој од новите владици, затоа што вие во моментов администрирате со сите своји права таму? Кога ќе се создадат условите, тоа ќе биде сигурно, но се додека не завршат судските процеси, се додека не се постават работите онака како што треба, најверојатно и ќе има со измените дополнувањето на уставот на Македонската православна црква што треба да следва или ова или ината година. На 2 недели пред стартот